Последниве години дојде до голем развиток на телекомуникациите. Ова се однесува пред се на зголемената брзина на преносот на сигналите, како и многу значајниот факт на пренесување на огромен квантум на податоци за што пократко време. Ова ја овозможи се помасовната употреба на кабелската телевизија и радио. Како и секој медиум, и овие имаат своји специфичности во оформувањето на системот на комуникација. Основна функција на кабелската телевизија е преку кабел да овозможи пренесување на голем број телевизиски канали до крајните корисници. Од аспект на современото живење во последниве години кај нас во нашава држава дојде до голем развој на приватните телевизии кои што се емитуваат преку етер. Во таа насока корисниците, односно секое домаќинство, имаше потреба да постави соодветен антенски систем како би можел квалитетно да ги следи тие програми. Но се јавуваат и известни проблеми. Нормално, предавателите на овие телевизиски станици се наоѓаат на различни места во градот, така да секое семејство се соочуваше со проблем за квалитетен прием на тие програми, односно поставување на повеќе антени од различни насоки, за да може успешно да ги прима овие телевизиски сигнали. Со појавата на кабелската телевизија, во голема мера овие проблеми се разрешени. Така, на едно централно место постои можност за поставување на квалитетен антенски приемен систем за прием на земските програми, како и квалитетни антенски системи за прием на сателитските програми. Понатаму, во главната станица, во кабелската телевизија, се врши обработка на овие сигнали, модулирање на сигналите, здружување во еден мултиплексен сигнал, повеќе канален сигнал и понатаму дистрибуција до главните корисници. Во развиените земји веќе подолго време обстојуваат повеќе видови на кабелски дистрибутивни системи, преку кои во секој дом се дистрибуираат голем број телевизиски и радио програми. Можноста од избор на поголем број на телевизиски и радио програми, како и можноста за брза меѓусебна дигитална комуникација, со себе носи и можност за побрз севкупен развој на општеството во целина. Со тие интерактивни можности, кабелските дистрибутивни системи денес представуваат основен елемент на глобалното информатиско општество. Кај нас во Македонија, во градот Скопје, поготово, може да се следат 3 програми на македонската телевизија, како и поголем број на програми на локалните приватни телевизиски станици. Приемот на овие програми се врши преку надворешни антени. Бидејќи антените на предавателите преку кои емитуваат наведените програми се наоѓаат на различни страни, граѓаните се приморени да поставуваат и по неколку надворешни антени, засилувачи, скрепници и други уреди, со цел да се обезбедат подобар прием. Но и покрај тоа, поради специфичната конфигурација на теренот, не е можно квалитетно примање на телевизиските програми во сите делови на градот. Од друга страна, овој начин на примање на телевизиските програми со помош на надворешни антени, и тоа по неколку антени за секое семејство, носи и други проблеми, пред се од гледна точка на естетскиот изглед на зградите, кои заличуваат на шума од антени. Поради сето ова, нашава компанија се одлучи за изградба на кабелски дистрибутивен систем преку кој корисниците, граѓаните преку кој до граѓаните ќе се дистрибуираат повеќе телевизиски и радио програми. За почеток предвидувавме пренос на 54 телевизиски програми, 30 на радио програми, но овој систем е дизајниран за многу поголем капацитет, преку кој може да се пренесуваат и поголем број на телевизиски и радио програми. Главни предности на кабелските дистрибутивни системи се отстранувањето на многобројните антени од балконите и покривите на индивидуалните и колективните стамбени згради, како и квалитетен прием на поголем број на телевизиски и радио програми. Исто така, постои можност за интерни телевизиски и радио програми кои може да се емитуваат само за корисниците на кабелските дистрибутивни системи, како и можност за двострана дигитална комуникација и пренос на податоци, како што е интернетот, порачка на програми, Pay TV, односно платиш па гледаш и така натаму. Основни карактеристики на кабелскиот дистрибутивен систем се слободно бирање на програмите, односно секој корисник
мора да биде доволно изолиран од системот за да може да бира било која од програмите кои се пренесуваат преку системот, без при тоа да предизвикува пречки во вид на интерференција кај другите приемници приклучени на кабелскиот дистрибутивен систем. Потоа, квалитетот на сигналите. На секој приклучок во кабелскиот дистрибутивен систем, сигналите од пренесуваните програми треба да бидат без интерференции, интермодулации или пречки од било кој вид. Кај нас терминот кабелска телевизија е одомакинет, но сметам дека тоа е малку погрешен избран термин, затоа што правилно би било да се нарече кабелски дистрибутивен систем. Со оглед на тоа што освен телевизиски сигнали преку кабелскиот дистрибутивен систем, кој што го нарекуваме кабелска телевизија, се пренесуваат и многу други канали, и многу други сигнали, како и двосмерна комуникација од корисниците до главната станица. Поаѓајќи од потребите дека на секој корисник треба да му се овозможи квалитетен прием на ТВ програмите, една кабелска телевизија, односно кабелски дистрибутивен систем, мора да располага со високо квалитетна, софистицирана техничка опрема. Опремата која треба да ја има кабелската телевизија може да се сврста во 3 групи, и тоа: прва група на техничка опрема која е наменета за прием на сигналите, втора група на техничка опрема се уреди кои се наменети за обработка на сигналите, веќе добиени во антенските системи, и трета група на техничка опрема која е наменета за понатамошно дистрибуирање до крајните корисници, односно дистрибутивната мрежа. Составни елементи на кабелскиот дистрибутивен систем се главна станица и кабелска дистрибутивна мрежа со своите основни составни делови. Во главната станица пак е составена од приемен антенски систем и дел за обработка и здружување на телевизиските сигнали и радиосигналите. Сега би се осврнал на првата група на техничка опрема. Тоа е техничка опрема дефинирана како антенски системи, која се состои од 2 групи на антени. Првата група на антени се антени кои се наменети за прием на сигналите од предавателите, односно репетиторите, лоцирани на земја. И втората група на антени е се параболите кои се наменети за прием на сигналите пратени преку сателит. Во првата група, односно во првата подгрупа на антени наменете за прием на сигналите од предавателите и репетиторите на земја, може се дефинират група на антени со насочен прием, односно ако се предајни и насочено предавање со висок квалитет. Прво, треба да ги запазиме некои елементи. Тоа е да една антена, незината должина и незиниот квалитет зависи од фреквентното подрачје на кое се врши предавањето на сигналот, односно за кое треба да се изврши и прием. Самата антена ќе зависи и од местоположбата на станицата каде што се наоѓа за дистрибуција на сигналите, односно од местоположбата на репетиторите и предавателите. Антените кои ги користиме се од типот јаги, што значи дека тие се насочени
и квалитетни и нивната должина ќе зависи од фреквентното подрачје за кое ќе биде наменета. За таа цел се потребуваат канални антени за соодветно фреквентно подрачје, со што се овозможува елиминирање на несаканите сигнали, а со тоа се добива и многу по-стабилен, односно по-квалитетен сигнал од корисникот. За да одредиме квалитетот на сигналот, можеме да дефинираме и повеќе антени со што го регулираме аголот од кој се прима. А тоа е доколку ставиме една антена преку друга антена или една антена до друга антена, се смалува аголот на приемот на квалитетниот сигнал кој ни треба и се добиваме со засилување негде од 2 до 3 децибела. За да успееме да добиеме уште толкава величина на сигналот изразен во децибели, е потребна уште една таква група на антени, односно две, дали една до друга или една над друга антена. Самите тие антени, електромагнетните таласи ги претворат во електрични сигнали и ги доставуваат за понатамошно дистрибуирање. Во втората група на антени спаѓаат параболите кои се наменети за прием на сигналите од сателитот. Знаејќи дека сателитите се наоѓаат на далечина од 36.000 километри над екваторот, истите треба да бидат усмерени во тој дел на местоположбата, затоа што истите се и геостационарни. Одредувањето на аголот за прием на сигналот од веќе однапред одредениот сателит ќе зависи од местолокацијата на самата антена која треба да биде каде што треба да биде инсталирана по географска ширина и по географска должина во однос на географската ширина и географската должина на местоположбата на сателитот. За таа намена ние користиме повеќе параболи со диаметар од 1,5 метар до 3 метра. Големината на параболата, односно диаметарот, зависи од квалитетот на сателитот, односно транспондерот кој врши предавање на сигналите кон земјата. Доколку сателитот кој е на прилично голема далечина има послаб предајник, за истиот ќе биде потребна многу поголема антена за да ги добиеме и поквалитетните сигнали. Доколку транспондерот е со поголема снага, потребни се, односно може да се употребат и помали антени. Секоја парабола, односно така наречена сателитска антена, на себе во предниот дел на центарот, средишниот дел, има ЛМБ конвертор кој сигналите пратени, изразени во гигахерца, ги конвертира и ги претвора во ИФ сигнали изразени во мегахерци. Така тие сигнали припремени се доставуваат до станицата која е наменета за обработка. Главната станица на кабелскиот дистрибутивен систем служи за обработка на сигналите добиени од антенскиот приемен систем, како и интерните аудио-видео информации. Понатаму, нивно конвертирање, засилување и издружување пред пуштањето во дистрибутивната мрежа на кабелскиот дистрибутивен систем. Втората група на техничка опрема
која треба да поседува една кабелска телевизиска станица или кабелски дистрибутивен систем е склоп на уреди кои служат за обработка на веќе добиениот сигнал од антенските системи. За таа цел користиме приемници за ВХФ, односно УХФ фреквентно подрачје, односно за прием на земските така наречени канали и група на ресивери, односно приемници или декодери за прием на веќе сателитски сигнали. Истите се дигитални или аналогни ресивери. Тие ресивери се со можност на декодирање на сигналот доколку истиот е кодиран од страна на странката која врши емитување. Кај нас, конкретно за кабелската станица Кадис, ги користиме видеорекордери со ресивери квалитетни или чисто ресивери кои одговарат на потребите фреквентни подрачја. Ги имаме повеќе типови, мислиме дека за сега успешно ја извршуваат својата обврска, односно задача во приемот, односно обработката на сигналот. Сите тие ресивери, односно декодери, го примениот сигнал го дистрибуират, го примат и го претвараат во аудио-видео сигнал и доставуваат до модулаторот. Сигналот обработен во модулаторот се праќа до каналните засилувачи. Засебно секој модулатор си има свој канален засилувач кој преку мрежата кабелската и каналните, односно здружувачите ги собират и претварат во еден комплексен сигнал, повеќе канален. Дистрибутивната мрежа на кабелскиот дистрибутивен систем служи за пренос на програмите во вид на мултиплексен, повеќе канален сигнал од главната станица до крајните корисници, како и пренос на сигналите од корисниците кон главната станица, преку така наречениот повртен канал. Најважна задача на дистрибутивната мрежа е преносот на сигналот да се врши со што помало намалување на квалитетот на истиот. Квалитетот на сигналот е најдобар на влезот од дистрибутивната мрежа. Секојната мощно проследување и засилување на сигналот од главната станица непоправливо го намалува квалитетот. Затоа со особено внимание е вршен изборот на елементи кои сочинуваат кабелската дистрибутивна мрежа. За пренос на сигналите низ мрежата се користи фреквентното подрачје од 5 до 860 МГц, а мрежата на кабелскиот дистрибутивен систем има поголемо слабење на сигналите од повисоките фреквенции, така што преносот на сигнали со повисоки фреквенции е економски неисплатливо. Однос сигнал-шум и минимално и максимално ниво на сигналот. Еден од најбитните фактори за квалитетна слика е односот сигнал-шум. Секој елемент и уред во мрежата внесува извесен шум кој мора да се совлада со поголемо ниво на корисниот сигнал. Субјективната оцена за квалитетот на приманата ТВ програма, слика и звук е сврзана со определен однос на сигнал-шум на влезот на телевизискиот приемник. Врз основа на голем број испитувања добиени се следниве податоци за однос сигнал-шум. За многу добар и одличен квалитет на сликата, потребно е нивото на односот на сигнал-шум да биде поголем од 46 децибели. За многу добар квалитет на сликата, од прилика 41 до 46 децибела. А за задоволителен 36 до 41.
Додека многу слабиот сигнал ќе даде неквалитетна слика со снег, премногу јакиот сигнал исто така ќе даде неквалитетна слика заради преоптоварување на влезните кола во телевизискиот приемник. Повеќето од телевизиските приемници можат да прифатат варијација на сигналот од 26 до 30 децибела без преоптоварување. Поради тоа, максималното ниво на влезот на ТВ приемникот треба да биде до 80 децибела на микроволти. Следна карактеристика на дистрибутивната мрежа е изолација. Кога повеќе приемници се приклучени на заедничка кабелска дистрибутивна мрежа, постои можност при процесот на подесување на еден приемник да се произведе зрачење, кој потоа може да се пренесе преку кабелската дистрибутивна мрежа и да предизвикува пречки во приемот кај другите приемници приклучени во мрежата. Како што постои пропишан минимален однос сигнал-шум за да се надминат пречките од шумот во системот, така постои пропис за спречување на пречките помеѓу приемниците приклучени на мрежата. Следна карактеристика на кабелската дистрибутивна мрежа е оклопеност. Елементите на кабелскиот дистрибутивен систем треба да бидат добро оклопени за радиофреквентни зрачења. Тоа подразбира да не ги емитува во надворешната околина сигналите кои се пренесуваат преку системот и истовремено да ја спречи индукцијата, пенетрацијата на надворешните радиофреквентни зрачења кои може да навлезат во системот и да предизвикуваат пречки на сигналите кои се пренесуваат во системот. Елементи на дистрибутивната мрежа на кабелскиот дистрибутивен систем. Дистрибутивната мрежа се состои од повеќе елементи. Најопшто земено, тие се делат на пасивни и активни елементи. Пасивните елементи ги сочинуваат коаксијалните или оптичките кабели, кабелските коректори, атенуаторите, кабелските конектори, разделници на сигнали, отцепници и друго. Коаксијалниот кабел се користи како медиум за пренос на сигналите. Импедансата на кабелот кои се употребуваат во кабелската дистрибутивна мрежа треба да биде 75 ом. Коаксијалните кабели имаат радијално симетрична коаксијална структура која се состои од внатрешен проводник, изработен од бакар или побакарен алуминиум, изолација од порозен, шуплив материјал со мали загуби, од полиетилен или пенест полиетилен и надворешен проводник во вид на цилиндр и изолација. Слабењето на сигналите кои што се пренесуваат преку коаксијалниот кабел зависи од пречникот, диаметерот на коаксијалниот кабел и тоа колку диаметерот на коаксијалниот кабел е поголем, толку слабењето е помало и обратно. Исто така, слабењето на сигналите кои се пренесуваат преку коаксијалниот кабел зависи од надворешната температура и од должината секако. Поставувањето на кабелите може да биде надземно и подземно. Надземното поставување се изведува со самоносив коаксијален кабел. При надземното поставување треба да се води сметка за висината на кабелот која не смее да биде помала од 6 метри на делот што минува над коловозот. За подземно поставување на кабел се употребува коаксијален кабел со соодветна надворешна изолација од полиетилен кој е отпорен на условите што владеат подземјето. Низ коаксијалниот кабел не се пренесува електрична струја со висок напон. Така и при евентуални оштетување на кабелот не постои опасност за околината. Минувајќи низ коаксијалниот кабел, како и низ другите пасивни елементи на дистрибутивната мрежа, сигналите претрпуваат различно слабење во зависност од нивната фреквенција. Како последица од тоа, во некој дел од мрежата, сигналите со пониска фреквенција се појаки, за разлика од сигналите со повисока фреквенција кои се послаби. Бидејќи сигналите на влезот на засилувачот треба да бидат со подеднакво ниво, треба на некој начин да ги изедначиме нивоата на сите сигнали кои се пренесуваат низ мрежата. Тоа го постигнуваме со помош на коректори на фреквентната карактеристика кои имаат обратна карактеристика на слабење во однос на коаксијалниот кабел. Овие коректори имаат најголемо слабење на сигналите со најниска фреквенција, додека со фреквенцијата на сигналите со највисоките фреквенции претрпуваат многу слабо слабење. Еден од најбитните елементи во мрежата на кабелскиот дистрибутивен систем е засилувачот. Основна задача на засилувачот е да изврши засилување на сигналите кои се ослабени минувајќи низ кабелот и останатите пасивни елементи во мрежата на дистрибутивниот систем. Трета група на техничка опрема која треба да содржи една кабелска телевизија е кабелската дистрибутивна мрежа која е составена од пасивни и
активни елементи. Тие се коаксијални кабли, односно оптички кабли, коректори или изедначувачи на нивото на сигналот, кој проаѓа во кабелот, засилувачи, атенуатори или заслабнувачи на сигналот, сплитери, тапови и конектори. За да корисникот го приклучиме на кабловската дистрибутивна мрежа, потребно е истата да биде инсталирана во неговата зграда или објект од самиот субмагистрален засилувач со помош на разделник на сигнал со антенски коаксијален кабел се донесува сигналот до неговиот стан и се вклучува во ТВ приемникот. По вклучувањето потребно да се меморираат каналите, тоест да се пребараат и да се подеси ТВ приемникот на саканите канали. При приклучувањето на ТВ приемникот пожелно е сигналите претходно да бидат измерени, затоа користиме посебна мерна опрема. Тоа е овој инструмент спектрометар кој ги мери сигналите во сите опсиди каде што се емитуваат ТВ програмите и со помош на него ги контролираме нивните нивоа, со самото тоа и квалитетот на премените телевизиски програми. Јас сум еден од првите приклучени овде на кабелскиот систем КАДИС. Многу сум задоволен. Ова е една стварно убава работа. Би сакал вака да се прошири овој систем низ целиот град вака. Убаво е, добар прием има, не ни смета ништо, ни ветар, ни такви работи, проблеми околу системот, да има убав програм, јасни слики на сите 54 канали, што се, мислам, нешто феноменално вака направено. Досегашните архитектонски решенија на зградите и објектите во нашава држава, за жал, не предвиделе употреба на современ приклучок за кабелски дистрибутивен систем, како што е случајот во развиените земји. Затоа, за жал, сме приморани во почетокот системот да го изведуваме скоро исклучиво со надземни кабли. Но многу е близко денот кога ќе почнеме изведена подземна инсталација. Инаку што се однесува до идниот развој на кабелската телевизија или поточно терминот не кабелска телевизија, туку кабелски дистрибутивен систем, многу е близко денот кога ќе дојде до израз вистинската повеќе функционалност на овој систем. Освен телевизиски сигнали и радио сигнали, до домовите на секој корисник или претплатник да се емитува и многу различни содржини. Дигитална комуникација, интернет, понатаму може да се користи системот и за видео надзор, за заштита на објекти од кражби, пожар и слично. Исто така, во многу блиска иднина ќе дојде до замена на постоечките коаксијални кабли со оптички, кои во вистинска смисла на зборот ќе пружат повеќе функционалноста на дигиталната комуникација.